Околу 130 учесници, најголем дел од истокот, беа дел од вториот меморијален марш во спомен на Стамен Каровски. Имаше учесници од клубови од цела држава, а за прв пат учесници имаше и од Србија и Грција. Се искачуваше највисокиот врв на Пониква, врвот Панаѓур со 1996 метри надморска височина. Акцијата започна од паркингот на туристичкиот локалитет Пониква и движењето се одвиваше по маркирана планинарска патека, која над 80% поминува низ букова шума. Последните 500 метри до врвот, движењето беше по пастишен терен. Должината на патеката беше 9 километри од лесен карактер. Оваа година е втор меморијален марш. Се надеваме дека и оваа традиција ќе продолжиме сите наредни години во чест на неговиот планинарски ангажман и во чест на неговото лик и дело. Ланската година зборевме за неговите успеси во склоп на планинарскиот клуб. Оваа година и како и ланската беше присутно овде целото негово семејство. Тенденција е маршот да прерасне во традиција и да се одржува секоја година поред во чест на Стамен Каровски. Обичаено е кога луѓето повеќе ги нема да кажуваме се најдобро за нив. Меѓутоа најреалната изрека која што е слушнато на оваа тема е дека секој од нас има нешто што би го проминал кај своите родители, но важното прашање е дали кога повторно би се родиле, би сакале да бидеме деца на истите родители. Ако одговорот е да, тогаш тие успешно ја завршиле својата мисија. Татко ми беше спортски човек, спортист, голем љубител на планината, на планинарењето, поранешен каратист, поранешен фудбалер, голем љубител на природата, на спортот, на нашата Македонија, така што би сакал да ви заблагодарам на сите што сте денес овде, за заедно да го чуваме неговиот спомен и да ги негуваме истите вредности во кои што веруваме и ние, веруваше и тој. Овој марш кој се организираше втора година поред го чува споменот на Стамен Каровски, кој кај народот е познат како каратист на Кучански партизан и битолски пелистер, а со планинарството почнал да се занимава пред околу една децинија. Тој има искачено повеќе од 50 врвови, меѓу кои и 6 највисоки.